Триатлон е темата со која што ќе го закружиме денешното издание на Македонија наутро. Имено општина Дојран и годинава традиционално е домаќин на националното триатлон првенство кое го организира Триатлон Федерацијата на Македонија. Престојниот викенд од 11 до 12 јуни во Дојран ќе престојуваат и ќе испишат рекорди триатлонци од сите возрастни категории од државата. Добар спортски повод престојниот викенд да го посетите Дојран и секако да ја бодрите младата триатлон сила на Македонија низ улиците на овој македонски град. Детали за спортскиот настан наменет за сите љубители на триатлонот утринава дознаваме од Иван Михајловски, председател на Триатлон Федерацијата на Македонија. Добро утро и благодарам за тоа што ја прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Добро утро и благодариме на поканата. Општина Дојран и Триатлон Федерацијата и годинава подготвени за предизвикот наречен Национално триатлон првенство. Како течат подготовките и дали годинава Дојран ќе блесне како една од најдобрите светски триатлон дестинации? Секако, како и трета година поред, нели, да стане во традиција, благодарност пред се до општина Дојран и градоначалникот Анго Ангов, кој што ни овозможи да бидеме негови нели гости, а да се чувствуваме како домаќини, да можеме да го организираме националното државно првенство во конкретно 6 категории, од најмала возраст нели до најголема, каде што тие мастерс категорија се поделени во 3 подкатегории во различни возрасти. Ние сме спремни, го исчекуваме над преварот секако, кај нас работи тоа тековно, нели подготвени сме комплетно, логистички одиме утре за да се спремиме да подготвиме над преварот и се надеваме дека учесниците ќе уживаат на овој надпревар. Оваа атрактивна спортска дисциплина од пливање, возење велосипед и трчање на меѓународната сцена е одамна популарна. Каква е состојбата во Македонија? Дали триатлонот полека но сигурно се етаблира и колку клубови во поглед на триатлонот функционираат во земјава? Да, во право сте, значи најбрзо растечки спорт во светот со искуство од 5 олимпијади, кој што се создал 1970 година, а веќе кај нас присутен во официализирање на Федерацијата од 2000 година. Првиот надпревар 1996 пред си благодарност на господин Ѓорги Кузмановски, кој што е последен член во Федерацијата, кој што ни овозможи да го донесеме триатлонот кај нас и да го развиваме во овој поглед, конкретно во овој период, значи функционира во Федерацијата 5 клуба, од кои што 3 се активни, значи 3 од Скопје, Совка од Скопје и 3 дисциплини со Струга, кои што работат со различни возрастни категории на надпреварувачи, така да веруваме дека триатлонот нормално расте кај нас. Тоа е показател и пред 3 недели имаш организирано надпревар во Скопје, како втор надпревар во Скопје кој што се одржува нели со пауза за периодот на короната кога бевме во изолација спречени тоа да го организираме, кај што броеше отприлика околу 200 учесници со една интересна трка плюс како штафетен триатлон, кој што планираме понатаму да се имплементира и во функција на националните првенства, но пред се сега сме засновани на овие категории на надпреварувачи. Значи, следува државното првенство и тековните активности кои што ги имаме. Бројката расте, нормално. Веруваме дека ќе расте уште повеќе. Тоа ќе дојде до значи да биде да може да се приушти секој спортист да се проба во овој спорт, затоа што се работи пред се за комплексен спорт кој што ги сочинува сите 3 дисциплини олимписки, значи пливање, возење велосипед и трчање, но треба да се имплементира во едно вистинско доживување да се заврши еден триатлон. Позитивно е навистина тоа што интересот за триатлонот расте. Она што ме интересира е колку имаме соодветни услови за практикување токму на еден спорт како што е триатлонот, каде најчесто се одвиваат надпреварите и какви чекори презема самата Триатлон Федерација за популаризација на триатлонот во Македонија? Така. Значи, во однос на условите лимитирани, нормално, затоа што триатлонот треба да се практикува во 365 дена во годината. Триатлонците немаат одмор, значи они кога одат на одмор ја носат својата опрема за да може да тренираат. А конкретно изгубените денови од пливањето кога се затворени базените, ние во државата знаете имаме 2 затворени базени кои што имаат и пливачи и ватерполисти и се бориме да влеземе под капата на овој во нашиот спорт. Ни фалат ресурси, секако, но тука не сме ние толку надлежни. Веруваме дека нашите
нападствие ќе ги слушнат конкретно стручните лица дека на Скопје и на државата пред сим требаат затворени базени. И другите, значи еве градови како Дојран, Охрид, кои би имале затворени базени, ние не би оделе на подготовки надвор, туку би ги искористиле финансиите да останат тука кај нас за да можеме да ги припремиме нашите надпреварувачи кога би организирале голем надпревар кај нас како што беше 2018-2019 година, да може да се надпреваруваат тука и да се бидат подготвени на истото место на кој што ќе се надпреваруваат. Конкретно, сега ги користиме природните ресурси на Дојранското езеро, на Охридското езеро. Да, во летниот период, додека временските услови го дозволуваат. Секако и надпреварите се организираат таму, што значи дека ние нема да застанеме во најава, веќе сме исконтактирани од страна на општина Велес, за да можеме да организираме, и дали сме заинтересирани, секако дека сме да организираме таму, ама нека остане во најава за наредната година, па ќе видим. Да, се надевам дека успешно ќе се реализира истата најава. Да се навратиме на националното триатлон првенство кој го организирате престојниот викенд во Дојран. Колку учесници се пријавија досега, каков е интересот за годинашното издание, во колку категории ќе се надпреваруваат учесниците и која е рутата на самата трка? Да, значи отприлика се пријавени околу 100 надпреварувачи плюс минус во различни возрастни категории, како што кажавме, сениори, јуниори, кадети, деца поделени во две категории и мастерс категоријата која што поделена во три категории, односно 30 до 39, 40 до 49 и 50 плюс. Интересно е што ние во интерес на затоа што како организација го користиме патниот правец кој што оди до граница, нели го поделивме надпреварот во 2 дена за да имаме разбирање на почетокот на туристичката сезона. Значи во период од 9 до 10 часот во сабота, значи на 11 ќе биде затворен сообраќајот во предел од општина Дојран према Нов Дојран. Така да, во истата временски интервал во недела би бил исто така затворен тој правец. Самата локација се однесува позади или пред како доаѓа општина Дојран, популарното место под Јаворот, каде што поставуваме транзиција. Пливањето се одвива во езерото во вид на триаголник или правоаголник во различна дистанца. Значи пливаат 750 метри возрастните категории, возат 4 круга 20 километри и трчаат 2 круга од по 2,5 километри, односно вкупно 5 километри, за да завршат својата дистанца, нели? Така да, таа е маршрутата, таа е рутата и тука сме ние одамна, значи 2006 година организиравме и Балканско првенство и Европски куп, а повторно се вративме, нели, 3 години пред оваа, нели, за да можеме повторно да организираме надпревари. Има ли некакви ограничувања или да речем услови кои што ќе треба да ги исполнат сите оние кои што ќе бидат учесници на националното триатлон првенство? Пред се однесуваат на безбедност. Значи секој надпреварувач потпишува изјава дека сам е одговорен за својата сопствена застрана ситуација, поготово сега во поскорниот период. Потоа, опремата која што ја користат за пливањето, дали ќе бидат купачи или триатлон дело, при промената во транзицијата мора да облечат мајца. Секогаш гледаме за безбедност и заштита. Сите надпреварувачи мора да носат во делот од велосипедизмот заштитна кацика, која што ќе биде добро закопчана. И тука има некои технички правила кои што се однесуваат што треба да се направи. Тоа ќе биде објаснето на брифингот и иде константно на нашата Facebook фан страна, каде што ги информираме сите оние кои што се пријавиле за условите и правилата кои што се. Потоа во делот на трчањето слободно имаат значи места за освежување каде што може да се освежат надпреварувачите и следува финиш. И сега, со оглед на тоа што ова не ви е прв пат да го организирате настанот во Дојран, како се покажува Дојран како локација за вакви првенства? Има ли потенцијал за организација на триатлон и дуатлон надпревари и од меѓународен карактер? Секако. Да, размислуваме на таа тема, затоа што веќе сме биле, ви кажав, 2006 година со организација на Балканско првенство и Европски куп. Тоа беше еден прв голем надпревар, кој што добро беше оценет од страна Светската и Европска федерација. Понатаму продолживме во Охрид 2018, организиравме повторно Балканско првенство, малце подолг временски период и 2019 организиравме Европски куп и нели Европски јуниорски куп, во кој што имавме наши претставници.
Воглавно гледаме да им овозможиме на нашите натпреварувачи да се натпреваруваат дома. Така да имаме една плејада на млади триатлонци кои што потекнуваат од нашите клубови, кои што малце чекаме уште година-две да речеме да порасна, за да можеме да аплицираме, затоа што е поголема процедура, франшиза нормално, да се коригира, за да може да се организира овој натпревар. Ние сме искусни во организацијата, тоа го покажавме и докажавме, така да секако дека има доиран и планираме дека следниот натпревар од големи размери, значи зборуваме Европски јуниорски куп, ќе биде во доиран. Сосема накусно за крај на денешниот разговор, можеме ли да се носиме со европските искуства, барем кога е во поглед организација на дуатлон и триатлон надпревари од ваков вид, колку успеваме да ги задоволиме оние прописи и стандарди кои што ги налага Европската триатлон федерација? Така, ние на секој надпревар гледаме да ги исполниме доследно стандардите, што ќе ни овозможи на нас да имаме што помалку грешки, односно да имаме фер надпревар за сите надпреварувачи. Кога вие ќе ги предвидите сите организацијски активности што може да се случат во текот на надпреварот, еве конкретно можеби сега за надпреварот ќе имавме лоши временски услови, но се надеваме дека ќе промашат метеоролозите временската прогноза. Значи, ние сме спремни, имаме екипа од прилика околу 20 триатлон суди, кои што 16 се лиценцирани, други се на пракса, со интернационално ниво левел 1 или ниво 1 и ниво 2, кои што веќе одат на надпревари надвор и се делегирани како интернационални судии и технички делегати. Така да, од организацијски аспект сме спремни, значи ги имаме одлични услови конкретно во доиран и се надпреварувачите со кои што се работи константно, затоа што вложуваме во нивната тренинг програма, они имаат надпревари доста. Значи, следен надпревар не се само националните првенства, туку имаме интернационални надпревари на кои што учествуваат. Така да веруваме во нивните резултати и инвестираме во нашите млади спортисти. Дефинитивно има бројни активности на Триатлон Федерацијата. За жал времето ни е ограничено. Ќе оставиме еве повод за следно гостување во утринската програма. Секако ви благодарам. И вам благодарам за одвоеното време и за тоа што утринава говоревте за Македонија наутро. Ќе ви посакам успешна реализација на националното триатлон првенство во Доиран, на сите оние кои што ќе трчаат, секако ќе им посакаме кои што ќе се надпреваруваат, ќе им посакаме како велат добри води и лесни нозе. Да, така. Благодарам. Се гледаме ние во следна прилика. Секако.